Здраво другарки и другари, ќе правиме, ќе готвиме мафини од едицијата Укујната на Каталија и Марија. Не знаеме како ќе излезат, заедно со нас ќе ги правите затоа што ете прв пат ги правиме. На брзина измативме суви состојки, чисто да знаете, ова е брашно, значи брашно ставивме. Целиот рецепт ќе биде напишан долу, така да ќе може да го прочитате да го земете. Ова е протеинот кој што ќе ни треба за да има погуста смеса и попротеински да бидат мафините, и ова е шеко чоколада кој што исто така го ставивме за да можеме да имаме поголема густина. Додадовме и пeciво внатре и малце она се вика за растење на истото некако се викаше квасец, изгледа, да. Сега да моја Каталија стави тука млеко негде, да, а јас ќе ги ставам овие 2 јајца чисто да изматиме вака. Може би требаше со вилушка да тоа го направиме. Сега да рече, ќе донесеш вилушка. Добро. Ќе го историме ова млеко. Големо. Да. Ќе историме сега тука млекото и ќе почнеме да матиме. Супер. Сега ти ќе треба да направиш една зејтин треба да земеш исто малце. Да. Еве. Много добро. Сега треба да ги ставиме овие. Лека. Еве вака, да треба да држиме овде, ама може би малку треба да капнеме зејтин, да не ни се лепат. Добро, да знаеш како е. Ставаме бутон за зејтин. Еве вака. Океј. Ајде, сега сега не чекам, мораме едно по едно затоа што ти сега ментално ова можеме да тргнеме за да гледате што правиме. Еве вака. Да земеме тука зејтин што скри. Нема врска како да ќе се млеко се тоа. Ставивме овде. Добро. Идеме на една вака. Стави малце зејтинче капни. Добро. Океј. Сега од текстурава. Еве така. Може да чека карти. Нема врска позабавно вака сега. Ставаме го прачи така. Упасне каде. Сегно. Сега Сега само вака го изчистиме. Ајде. Ајде малце, добро. Треба да го размачкаме, на се стане. Океј. Добро. Еве да го се избришеш, нема да правиш така, затоа што последен пат ќе чистиш. Океј, идеме на следно. Идеме вака, малце повеќе ставиме зејтин. Ќе го историме. Океј, идеме што ќе излезат од овие мафини, мислам дека ќе излезат супер. Опција. Ајде, следно. Да ставим само спагети во мене. Потом дека сечеме ќе правиме. Ајде, ставај тука зејтин. Да јас помафтам. Доволно. Ставите много такво за да исторам това. Стави го. Што ги нагледа биде? Добро. Ајде така. Ајде сега да видиме. Добро. Let's see what's going to happen. Сега ќе треба многу да ги размазнуваш, затоа што не може хартијата не би требало да влезе внатре во тестото. Значи треба да биде рамна хартијата. Не така. Мислам на рамна. Ево дека гледаш како е малку влезе на хартијата во тестото. Еве вака, треба да го изравниш овде, гледаш како? Еве вака. И држи го ти овде горе. Ете така, и буткај надолу за да стои. Ете така, за да можам јас еве вака полесно да не биде да запишеме побрзо работа. Ете така. Супер. Остави го сега, идеме на следното. Ете го. Чуваме вака. Да го изравниме, да не влегува хартијата во мафинот внатре кој ќе се пече. Зејтин не мора, затоа што овде има многу зејтин. Ставиме малце од овде. На зејтин. Ете така. Држи го ти сега ова овде. Сега. Од страна. Супер, значи оваа смеса ни е за точно 6 мафини. Што направивме? Само ја испразувате. Да. Зема муша моц. Име се изчистиме. Што се направи како прасе, се направи како прасе. Јас го Земја вилушка да ти дојаде тај сега. Дечки, како ќе излезат, ќе видиме. Го ставивме ова на 200 степени да се загрее редната, сега некои 15-20 минути овие треба да се печат, но тоа што треба да направиме ова. Треба да ставиме од овие, ова е сезона на свежи јагоди, ама ние имавме замрзнати и затоа ја ги одмрзнував. Сега земи едно дрвено такво за да ги пресечеме овие и да ставиме јагоди. Дрвен нож и нешто за сечење како даска за сечење. Ево го дај нож. Сега ставиме. Ова може да иде натака, ова може да иде натака. Значи како да го ножка. Овие исто можеш натака да тракеш. Шековите не може да стојат. Ова може да фрлиш и тоа радим. И сега ќе ставиме јагоди во ова. Да. Леле, познај какви бои ќе бидат овие, одвај чекам. Јас. Нема што уствари ние сме направиле. Дечки, се надевам дека ќе биде интересно.
Ги ставаме да се печат на 180 степени некои 10-15 минути и пробуваме дали се испечени кога на вилјушката нема да оставне трак од тестото. Какви се, видете сега. Ајде да видиме како е. Лајко.